Здраво, Македонија! Се надевам дека сте подготвени за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени да го покажат своето знаење, да се надмудруваат едни со други, се со цел да стигнат до последната фаза, односно до оној дел каде што ќе се надпреваруваат за парична награда. Во нашето студио се и домакините и предизвикувачите. Секако знаете дека прво ќе ги повикам домакините да седнат во својата кабина. Иако можеби не излегува како победници во минатото издание на нашиот квиз, сепак го задржаа правото да бидат домакини во денешното. Да ги поздравиме Јонче и Бошко. Повелете. Марче, здраво, Марче. Бошко, здраво. Јонче, здраво. Како сте? Добро. Гледам на вашето расположение, не влијаеше резултатот од минатата емисија. Така да не дозволувам. Да. Секогаш се дешава. Мало загревање, така, ја тоа што викам, денот ако не ти се погоди, што сакаш прави, тоа е тоа, да. Што сакаш да знаеш. Нема, искрено, во минатото издание тешко и мене ми одеше некако зборувањето, дали времето ни влијаеше, тогаш не знам што беше проблемот, ама искрено ја тешко ги пронаоѓав зборовите, мислата тешко ми течеше. Тоа е, годините. Ова емисија подобро ќе биде и Подобро ќе биде, верувам во тоа. Се надевам. Го задржавте правото, пета емисија беше на вашите противници како учествуваат поред, они го завршија своето право да завршеното право да продолжат да учествуваат и понатаму и вие влегувате сега на нивно место. Со Вајлд карта, да, со вајлд карта. Како поголемиот дел од нашите олимпици, освен еден да не кажеме Дарио Сабо. Таа е тоа во секој случај, не е ни важно како сте стигнали до тука, од тука понатаму важни се само резултатите. Така е. Бошко Јонче, да не сакате да додадете нешто? Не, моментално не. Моментално не. Домакини, ваша е домакинската кабина, повелете. Секако во нашето студио се и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи, уште едно добро познато квиз дуо кое што било неколку пати тука во Листа за 300. На мое огромно задоволство и денеска ќе се дружиме со Гоце и Зоран. Повелете. Добар ден, господа. Како сте? Супер. Добар ден. Добар ден. Расположени за игра? Секако. Секако. Секоја сезона сте ми гости во Листа за 300 и тоа ми е супер мене. Се надевам дека таа традиција ќе продолжите и во иднина и понатаму, дека ќе се дружиме тука, ќе се надпреваруваме. И нас не е супер. Секако и надбори тука. И надвори тука, така е. Ги гледате домакините, ги познавате вака лично? Лично не, ама Ги знаете? Да. Од телевизија. Од телевизија. Тие ќе ви бидат денеска оние кои што ќе треба да ги елиминирате ако сакате вие да седнете во таа кабина. Што сакам да кажеме, да бидете само сконцентрирани во продолжени и храбри. Подготвени сме за добра игра. Да. Да не сакате да додадете нешто? Па да поздравиме ако може. Секако дека може. Може да ги... Ама за 100 денари. Па и за 200. Се зезам слободно. И за 200. Слободно поздравувај. Па да ги поздравиме поранешните колеги, колешки од Срничка градинката, сегашните колеги од Витек. Смени, Да. нема да се гледаме веќе во градинка? Во градинка не, пораснав сега. Порасна сега, што? Да. Ја, па сега со кој ќе биде другарче мене? Супер, честитки. Така, и до сите што не познават домашните, пријателите, така. Одлично. И од мене голем поздрав до сите оние кои што ги наброја, да сте живи и здрави и да продолжите да гледате Листа за 300 и да навивате, се разбира, за вашите. Тоа е тоа? Да. Епа, момци, како што реков, почувате како предизвикувачи, ваша е предизвикувачката кабина. Повелете. Јонче и Бошко, односно Гоце и Зоран, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, знаете, доаѓа оној дел кога треба да ги проверим истите дали работат како што треба, за да се немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Јонче и Бошко, а Гоце и Зоран дали се слушаме? Да. Да, јас не ве слушам музика од кај нив. Сега се слушаме? Да. Одлично, ете затоа и ги правиме овие проби за да немаме вакви проблеми понатаму. Одлично, чим се слушаме, сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме кабината на вашите противници. Јонче и Бошко, дали се слушаме? Да. Одлично. Епа домаќини може да стартуваме. Може. Ви благодарам.
Драги гледачи, сите видовме дека кабините функционираат онака како што треба, што значи може да си продолжиме понатаму. А како и секогаш, така и денеска ќе си почнеме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи: женски имиња во кои не се содржи буквата И. Бараме женски имиња од 5 или 6 букви, во кои воопшто ја нема буквата И. Имињата треба да се содржат во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, името треба да го имаат најмалку 5 мина наши жителки. Јонче и Бошко, дали е јасна темата? Да. Одлично, Гоце и Зоран, дали е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први започнуваат со надавање при првата лицитација оние кои што се текомни предизвикувачи. Тоа денеска се Гоце и Зоран. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домаќините, а Гоце и Зоран, кога ќе имате понуда, споделите со нас. 20. Почнуваме храбро со 20. 22. 22. 25. 25. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 32. 32. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. Равно 40. 40. Ајде, нека одговарат. Да одговараат. Ајде да видиме. Јонче и Бошко, никако рад да видите, одговаравте минатата емисија, одговарате оваа, но се надевам ова ќе бидеме малце посконцентрирани за да не направиме некоја непотребна грешка. Темата е женски имиња во кои не се содржи буквата И. Бошко и Јонче имаат задача овие 40 празни полиња да ги испишат со точни одговори доколку сака да го освојат првиот поет. На 5 или 6 букви. Да. Добро. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Андреја. Андреја. Така е. Анета. Анета. Така е. Амела. Амела. Така е. Берта. Има водителка со такво име. Да. Ајде бе, така Берта. Берта. Сега уште ни фали да видиме дали има 5 во Македонија за да биде името. Но во сега случајте точен одговор, ќе искористам оваа прилика да поздравам мојата колешка Берта Додевска. Добро познатата со нели туристички патувања низ светот. Голем поздрав. Јонче и Бошко. Блага. Блага. Така е. Жена ми Весна. Весна. Не знам да не си ја кажал Весна. Поздрав до Весна, сопругата на Јонче. Верка. Верка. Така е. Верче. Верче. Точно. Васка. Васка. Точно. 5 и 6, така? Да. Горде. Горде. Така е. Елена. Елена. Поздрав до ќерка ми. Поздрав до кирката на Јонче, Елена. Кога сме тука и Јелена, да не ја забораваме на Јепот. Елена. Така е. Зорка. Зорка. Така е. Злата. Злата.
Точно. Жанета. Жанета. Точно. Јасна. Јасна. Точен одговор. Јовка. Јовка. Да. Точно. Јована. Јована. Така е. Јоана. 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 Точен одговор. Катја. Катја. Да. Катја, точен одговор. Круна. Круна. Да. Четириесет и девет. Во Македонија круни, точен одговор. Искрено ја не сум го сретнал ово име. Убаво име, нека сте живи и здрави. Бетка. Бетка. Да. Така е, точен одговор. Љупка. Љупка. Така е. Марта. Марта. Така е. Се ме збуни. Марта. Марта Марга сега. Ајде. Марга. Марга. Така е. Менка. Менка. Така е. Менче. Менче. Така е. Дарја. Без и. Внука ми е Дарија, а ова Да, е знам. Дарја. Дарја. Така, Дарја. Дарја, точен одговор. Петра. Петра. Поздрав до Петра. Другарка ми ако ме гледа. 5 и 6, така? Да, 5 и 6. Бранка. Бранка. Он се со 5 си ги рачуна. Јонче, заради тебе ли волку време губиме? Он се со 5 ги има. Ја не обрнав внимание, ама да, ете, Бранка, точен одговор, потоа Добро, кај ги соправим. Па чекај се збркав. Ајде, мисли тамо неки да... многу букви се ти дојда. После ја многу да може ги искомбинирам. За 6, бре. Ајде, сконцентрирајте се. Савка. Савка. Да. Савка, точен одговор. И Совка. Совка. Така е, уште 8 одговори. Трајка. Трајка. Точно. Данка. Данка. Така е. Добра. Добра. Ладно имаше, се и ова го не ме треба да има. Кајде би Ова ми требало беше уште? последен одговор. Кој беше второ О? Добра. Точен одговор. Доста. Доста. Така е. Уште 4. Сашка. Сашка. Поздрав до Сашка, старосватицата моја. Сале. Живе и здрава. Ајде. Сашка, точен одговор. Теона. Теона. Точно уште 2 одговора не делат до првиот поен. Уште 2? Да.
Фанка. Фанка. Фанка, точен одговор и Роска. Роска. Да. Убаво слушнав. Ајде да видиме дали Роска ќе ни го донесе првиот поен или ќе не потоне. Прошли пат. Да, ете, Роска 40 и точен одговор за Јончи Бошко. Браво си за двајцата, мора да ве пофалам. Во еден здив што се вика ги кажавте овие 40 имиња без Вие некој почнавме со застој. 5 и после ми текнега со 6. Дека и 6 може Ја му кажувам, најдаш. Ми кажува Бранка. Немој без 6 има. Да, леле, абе. Па прашајте друг пат, ете, на крај ви текна да прашате. Нема везе, тоа не го минува фактот дека го освоите првиот поен. Јонче и Бошко, денеска започнуваме со едно друго темпо за разлика од минатиот пат. Честитки за првиот освоен поен, но внимателно и секако сконцентрирано во продолжение, ништо не е готово. Гоци Зоран. Одлично одигравте 40 надавања, Честитки храбро од нас беше. до- Да, но очигледно имаат познавање на оваа тема, немаше да им биде проблем, имам чувство и барем уште десетина да имаше дека ќе ги кажат. За повеќе после тоа стварно не знам. Ама не сум ни јасновидец, па да знам. Коци Зоран, ништо не е готово и за вас, добро ви е познато тоа, имам уште една лицитација, само сконцентрирано и храбро во продолжение. Пред да продолжиме понатаму, јас да кажам уште некои од имињата, ќе пробам да извојам. Тука имаме Агата, Адела, потоа Алена, Ангела, па и Ангела, потоа Бобана, Бојана, Ванеса, Верче, не ја кажавме, Весна, се извинувам, Галаба, Галена, Горана, потоа Душка, Ѓурѓа, Желјка, Зорана, мислам дека не кажавме, Зарка, Рајка, Ранка, Рајна, Сузана, Тамара, Тодора, Трпана, Убавка, Флора, Цвета и така натаму. А сега, драги гледачи, продолжуваме со второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи: држави каде исламот е главна вероисповест. Бараме имиња на суверени држави од целиот свет, секако признати од Обединетите нации, во кои најмалку 50% од населението е со исламска вероисповест, без обзир на нивното политичко уредување. Јонче и Бошко, дали не е јасна темава? Да. Одлично, Гоци Зоран, дали не е јасна темава? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Гоце и Зоран. Ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Гоце и Зоран, која ќе имате понуда, да чуеме. 10. Започнуваме со 10, 12. 12, 20. 20, 22. 22, 25. 25, 26. 26, 27. 27, 28. 28. 28, 29. 29, Ајде нека одговарат. да одговараат? Да. Ајде нека одговарат. Гоце и Зоран, сега е се во ваши раце. Имаме 29 празни полиња, не се премногу, но не се ни малку. Треба да ги исполниме со точни имиња на држави каде исламот е главна вероисповед. Као што кажав, гледаме, да ги кажеме, нели оние држави каде што најмалку 50%, повеќе од 50% од населението се со исламска вероисповед. Без разлика, као што реков, на нивното политичко уредување. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Турција. Турција. Така е. Египет. Египет. Така е. Тунис. Тунис. Така е. Мароко. Мароко. Така е. Алжир. Алжир.
Така е. Ирак. Ирак. Така е. Иран. Иран. Точно. Сомалија. Сомалија. Така е. Катар. Катар. Точно. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија 10 точен одговор за Гоце Зоран. Јемен. Јемен. Така е. Либан. Либан. Точно. Либија. Либија. Точен одговор. Афганистан. Афганистан. Точен одговор. Пакистан. Пакистан. Така е. Индонезија. Индонезија. Така е. Азербејџан. Азербејџан. Точен одговор. Брегот на слонова коска. Брегот на слоновата коска. Гоце и Зоран. Брегот на слоновата коска е, би рекол, мешана, која станува збор за верите кои што се практикуваат таму, она е како да кажам, верска мултикултурна земја каде што буквално сите религии може да се сретат. Исто така исламот, но не е доминантна религија. Гоце и Зоран, добри бевме, леле, криво ме стигнавме до 17 надавања, мислам до 17 точни одговори, брегот на слоновата коска, нели зна кој би ги играле после тоа? Туркменистан. Така е, ке беше Етиопија. Етиопија. За Етиопија сега ја немам тука на списокот, треба да проверам каква е состојба. Личи, ќе можеме ли за Етиопија да видиме само каква е ситуацијата чисто? Конго, Заир. Така, Конго. Има, точно дека има, се и ќе прочитам дел, 48 се севкупно држави каде што доминантна религија е исламот. Сега ќе ви ги прочитам, интересираше само за Етиопија, која е доминантна религија, ако може да провериме. Добро, во меѓувреме. Христијанството е доминантна, има ислам, да, но сепак христијанството е доминантна религија. Православно. Да, вајле православно, мислам дека Етиопија православци беа точно. Знам дека во Израел, кога бе во Ерусалим, дека имаше и етиопска црква помеѓу православна, помеѓу другите бевме да посетиме, па по тоа да претпоставувам. Не можам со сигурност да кажам, немојте да ме фаќате за збор. Гоце и Зоран, одлични надпреварувачи, не треба тоа јас да ви го кажам, си го знаете и самите. Сега денеска не успеавме да ги елиминираме нашите противници, не успеавме да стигнеме до онаа парична награда, но ќе се загрееме уште малце за следниот пат кога ќе дојдете, а тоа е со уште една партија пеналчиња на кратко. Чисто да влеземе во шема, затоа што Јонче и Бошко ја користат стратегијата на нивните противници да ги изморат своите противници, да ги фатат на кондиција додека не се загреани. Пиле.
Па затоа Гоце и Зоран ќе ги загриеме за следното нивно гостување. Знаете дека доколку не освоиме парична награда, вратите на листа за 300 се отворени. Сега можеби не можете одма на редната емисија да дојдете, но после 2-3 емисии сигурно екипата на листа за 300 ќе ве повика и ќе ви закаже нова средба за повторно да имате шанса нели да си освоите парична Точно на награда. пладне. Точно на пладне. Вака да не ве држам повеќе, знам дека си имате и вие обврски. Ајде на брзинка да изиграме една партија пенали, но пред да го направиме тоа е да прочитам дел од оние држави каде исламот е главна вероисповест, како што реков 48 се севкупно на број, ќе прочитаме десетина да речеме. Тука ги имаме Босна и Херцеговина, потоа Јемен, дека кажавме голем дел од оние баш најзвучни имиња што се Либан, Либија, Малезија, Мароко, Нигерија, Обединети арапски емирати, Оман, потоа Сомалија, Судан, Таџикистан, Туркменистан, Узбекистан, Чад, Џибути. Интересно е дека и на оваа листа се наоѓа и Албанија, но според последните истражувања пред некое време кои што беа направени, барем некаде каде што прочитав, велат дека се повеќе паја и таму исламот, не знам дали е сигурно дека се повеќе се изедначуваат христијанството и исламот, но тука на нашиот список е како држава каде исламот е главна, односно доминантна вероисповед. Сега, драги гледачи, како што реков, време за пеналите. Пенали чисто рекреативно да изиграме, колку да ги држиме загреани Гоце и Зора за следниот пат кога ќе дојдат да си заминат со сигурна парична награда. А исто така и Јончи Бошко малце да ги размрдаме за пред да застанат тука на главната сцена за парична награда. Доста зборев јас, време они да продолжат со зборење. Темата за денешните пенали гласи: кошаркарски репрезентации кои играа на последните Олимписки игри во 2024 година. Бараме имиња на кошаркарски репрезентации кои играа на последните Олимписки игри во Париз оваа година. Можете да кажувате машки и женски репрезентации. Доколку некои играле во двете конкуренции, нормално можете да ги кажете само еднаш. Јончи Бошко, дали не е јасна темата? Супер. Гоце и Зоран, дали не е јасна темата? Одлично. Јас уживав додека трае Олимписките игри летото 2024 пред некој месец, нели? За жал завршија, би сакал сега и за зимски се спремаме. Така, одлично, ќе гледаме зимски Олимписки игри. А сега да се вратиме на тоа што сме, значи бареме кошаркарски репрезентации кои зема учество, однос така на последните Олимписки игри во 2024 година. Знаете дека на пенали, па макар и биле вакви ревијални, како да ги крстам, рекреативни, први започнуваат тековните предизвикувачи. Тоа се Гоце и Зоран. Пак имате одговор, повелете. Па може најдобрата што беше на турнирот Србија. Србија и прв точен одговор, им помогнаа судиите на американците. Американци, Да стигна до овакво, барем тоа се оние муабети. Јас не навлигувам толку, како да кажам, со емоции. Американците што ги спомна. Американците? Да. Да, ви дав одговор. Заборив на тоа. Какви да е. Сад, така е. Пак Србија, жените. Жените? Не, само еднаш можеме да ги кажеме. Да, само еднаш, така е, Србија учествуваше и со машката и со женската репрезентација. Канада. Канада. И Канада е од оние репрезентации кои што учествува и со машка и со женска репрезентација. Домаќините Франција. Франција и Франција од тие репрезентации. Еве ми тука на списокот точен одговор. Што се седе, што мутите сега? Грција. Грција. Така е, Грција само со машка репрезентација настапија, точен одговор. Светските прваци Германија. Светските прваци Германија настапија и со женска и со машка репрезентација, така е. Франција. Кажа Франција. А, кажа. Да. Италија. Италија. Кај ти текта Италија сега? Ама чекај, ништо не е готово, да видиме што ќе направат Јончи и Бошко, што ќе кажат. Австралија, Шпанија, Бразил. Ја реков ќе се зеза, ќе каже погрешно намерно нека Зимбабве. Треба си одиме. Македонија. Да, треба да си одиме, така да не должиме. Така е, точен одговор. Јончи и Бошко, и онака баш ми беше обезбедена сега. Верувам дека и Гоце и Зора да си го свати ова малце повеќе на зезање, онака ги гледам да беше Супер. за пласман, верувам дека и по друго ќе беше малце посконцентрирано ќе игравме, но во секој случај забавно беше. Гоце и Зора.
Како е сегаш супер, надпреварувачи, ведри, насмеани, со знаење што уште е поважно. Едноставно сега денеска не беше нашиот ден. Среќата повеќе, тактиката, ајде ги послужи вашите противници. Знаете дека ви кажав, нели, вратите на листа за 300 се отворени за вас и во блиска иднина ви очекувам да ве видам повторно тука. Нема проблем. После стара нова година некаде, да речем, ајде. Да сме живи и здрави. Да, февруари. Здрави. Ете така, живи здрави, бидете ми добри, се гледаме во следна прилика. А јас ќе ги прочитам сега сите оние кошаркарски репрезентации, се вкупно 15 се кои што учествува на Олимписките игри по 2024 година ги имаме. Австралија, Бразил, Германија, Грција, Јапонија, Јужен Судан, Канада, Порторико, Соединетите Американски држави, Србија, Франција и Шпанија. Дел од овие репрезентации имали во машка и во женска, а само женски репрезентации во кошарка испратиле Кина, Белгија и Нигерија. Драги гледачи, сега е време да ги повикам Јонче и Бошко да ми се придружат тука на главната сцена. Ќе ги соочиме со темата од нашата листа и ќе видиме што ќе направат во продолжение. Ако сакате и вие да дознаете, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Јонче и Бошко ми се придружија тука на главната сцена. Ова не име прв пат да се тука, добро име познато ова чувство. Но за разлика од минатите пати, темата ќе им биде, мислам, темата минатите пати им беше непозната, тоа истото останува, да, па истото и сега им е непозната. Јонче и Бошко, ајде да видиме дали нова година ќе почне од денеска уште за вас. Ако сме некоја паричка, така да има за мезе, за... Така, верувам дека ќе освоите. Да сме живи и здрави. Пред новогодишто се чувствувам како Дедо Мраз, нема шанси да ве пуштам без пари. Така да се знаете. Па магар била и назад, да. Кажа да ни даеш марче да си одим. Ама новчани, кости во гардероба новчани иначе. Ајде се помачиме, ајде. Ништо, ќе морам. Ќе морам. Јонче и Бошко, темата ми е подготвена, само на брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. И во ова предновогодишно издание на нашиот квиз работите не се менуваат. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме она максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори им следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200, за 15 точни одговори 300. И за бонус одговор, жал ми тука застануваме на 15 точни одговори. Нула. Максималната да е нула, да. За бонус одговор, За бонус нула. одговор. Жал ми е, да, тоа е тоа, не. 300 евра. Пред новогодишно се надевам дека ќе ве послужи среќата и дека ќе стигнете до што поголема Се парична надевам. награда. Има многу интересна тема, се надевам дека ќе ви се погоди. Сега, ја не сум многу богат со знаење на оваа тема, но па барем некои 6-7 од општа култура да ги знаеме. Затоа да не ме деконцентрирам. Драги гледачи, слушајте и вие убаво, денеска го тестираме нашето знаење на тема опери на композитори од целиот свет. Бараме наслови на опери на било кој композитор во било кој временски период. Името на композиторот не мора да го кажете. Не заборавете дека помеѓу овие опери И македонски има и македонски, така е, можете слободно да ги кажете и да ги играте. Кога сакате да започнете? Слободно. Кажем првата се Аида, Добро. Трубадур и Аида, Трубадур и се блокира. Фигаро, нешто ме? Свадбата на Фигаро. Добро, ајде. Аида, Аида, Трубадур, чек, да ги пишеме прво, да, за да не ви направам да вас белја никоја. Аида, прв точен одговор, Трубадур, Трубадур. Трубадур е. Така ќе кажеме порано. Многу ми беше смешно. Вие, Трубадур. Не знам што и сакаме да кажеме. свадбата на Фигаро. Сега Така е, Трубадур точен и свадбата на Фигаро. Размислувајте вие додека јас проверувам. Иако знам дека е точен одговорот. Свадбата на Фигаро, трет точен одговор за 50 евра. Честитки. Ајде. Севилскиот Берберин, идеме дале. Одиме понатаму со Севилскиот Берберин. Севилскиот Берберин, четврти точен одговор за Јонче и Бошко. Травијата, Травијата. Травијата, пети точен одговор. Евгенија Онегин. Ај сите тројца да видиме. Ништо новогодишно нема... Да. Не фаќа магијата. Дедо Мраз.
Пише, ете го. Ајде, требаше да го пратам го замолим. Така со Да, да. И Евгенија Онегин. И Евгенije Онегин. Сега ќе идеме. Риголето, Отело, ајде ми слушай една. Мислам дека прва македонска опера е Гоце. Евгенije Онегин Чекај. за 100 евра. Бара и ще да Кој мислите? Точно одговор. Сега идеме Риголето, Отело. Честитки и сега морам вака да ве вратам само пола чекорче назад. Ето Не, така. оди, полека ќе дојде. Да, ќе дојдете до каде? На честитање на нова година. Јас од мој джеп не ви ги давам парите. Чекај да најдем уште една. Супер. Уште една најдем, па ќе видим дали ќе одиме. Баш. Чекај, јас сум тука се. Отело, Риголето. Чиво тело? Моје тело. Отело. Риголето. Добро. Сега не... Мислам дека имаше Гоце наша. Не, наша не знам ја вие. И браво. Добро. Идеме ли? Идеме, ајде, 150 на ајде. 50 евра, да имаме за музика ако има нешто. Јадла ми до 300 мислам ќе идете, не. Риголето. Риголето. Риголето, седми точен одговор за Јонче и Отело. Бошко. Отело. Отело. Отело И Гоце македонската опера. и Гоце. Имаш ти Лучија Македонската опера. Ти е Лучија Мемурка. Не, тако не знам. Има и доста звучни, ама се во моментот... Гоце. Девети точен одговор за вас двајцата. Честитки за освоените 150 евра до сега. Размислуваме. Мислете. Баш малце. Уште малку да размислиме. Мислите му. Една ми текна. Кој? Тоска. Добро. Мислам дека има и Македонија опера. Ама е Не знам за таква. Тоска е од познати опери. добро. Друго? Еде мислите ме италијански не. Е по италијански мисли, ама... Тоа Роми и Јулија опера може да има нешто? Тој да не е балет. Тоа мислам дека е балет. Роми и Јулија. Да, бе рекол тие што ти паѓаат на памет, онака како прво да си ги играш, да не го мачиш многу мозокот. Ајде уште еднаш. Ајде, уште една. Ајде, Хамлет. Хамлет. Ова дека омлет пишувал. Тоска. Замисли. За Тоска. Хамлет точен одговор. Не, точен. Тоска. Тоска. Не, Хамлет. Хамлет го кажавме, да, Тоска. И трудно? И Тоска е точен одговор. 11 за вас. Браво си, кој ќе биде 12-тиот? О, Ромео, Јулија. Ајде, Роме и Јулија. Ромео и Јулија? Па ја мислам дека Ромео и Јулија има се направено. Све има. Да, И ја мислам филм, дека и- се има направено. И мюзикли, и ова и она. Ромео и Јулија. Знам дека има балет. И опера. Така е, 12 точен одговор Ромео и Јулија за 200 евра. Момци, Да не се мачи. како да не се мачи, мајде уште 3 одговорни да делат, уште не сум ви дал помош, една помош од мене имате. Ајде размисли, ако нешто не е како што треба, ќе ви кажам да си ги земете парите. Кој би мислеле вака? Ајде, кој би паѓа? Ти македонски рече дека знаеме некој. Македонија имаше мислам едно. Има она Марбет ли како се викаше, Чекај да помислам ја. Видите, имаше некој хрватски, српски таму. Познате како се викаше тоа. Ајде да не ги изгубим. Да, ајде да не ви направам белја, сега вака се замислив, ја викам. Има и уште звучни имиња, ама кој не? Да, има ќе ти текнат, ама страпни сега да не направиме 200 евра за во прашање. Да, па после да рече Марче не тераше да одиме наама. Доста се започето. Вака сега ќе ви прочитам барем овие некои Звучни. да, позвучните боеми, да, не знам дали звучи, ама ми се свиѓа. Не, Името да. Боеми, потоа Вилијам Тел, Волшебната флейта, Дон Джовани, Дон Кихот, потоа Кармен, Кавалерија Рустикана, Летечкиот холанѓанин, Мадам Батерфлај, Манон Леско, Норма, Набуко, Опера за 3 гроша, Порги и без, потоа ги кажавме, Турандот ја кажавме? Не ја кажавме. Не ја кажавме, ете, Турандот, Тристан и Изолда, Фиделио, па потоа ги имаме македонските, ќе ви ги прочитам сите што ги имам издвоено тука. Гоце, Цар Самуил, Кузман Капитан, Болен Дојчин, Лидија од Македонија, Шекерната приказна, Разделба, Пајажина, Малиот принц, Аретеј, Деспина и Мистер Докс.
Јончи и Бошко, пред новогодишно можете да се пуштите на славење и частење, што туку денеска ми земавте 200 евра, честитки за вас. Фала. Убаво да завршиме оваа година и уште поубаво се надевам дека ќе почнеме следната 2025-та. Повторно ќе бидете тука со нас во студиото на Листа за 300. Ќе започнеме заедно новата година, последното наше издание. Што ќе направите тогаш, едва чекам да дознаам. Драги гледачи, со ова го завршуваме и последното издание за оваа година на Листа за 300. Секако, продолжуваме и понатаму да се дружиме во 2025 година. Вие не заборавајте да си поминете убаво за новогодишните празници. Секако, забавувајте се, не претерувајте. Имајте здравје, љубов, берике и се што ќе си посакате. Ве сака Марко, ве сака телевизија Сител. Имајте прекрасна нова година. Чао!